Катастрофален земјотрес ја погоди Турција и Сирија. Денеска два земјотреси едно по друго со магнитуда над 7 степени. Првиот, најразорниот 7,8 степени според Рихтер. Неколку градови се погодени во Турција и во Сирија. Според последните информации, над 1500 жртви досега. Реджеп Тајип Ердоган, турскиот председател, потврди дека над 900 и околу 1000 жртви се од Турција, но стравуваат дека оваа бројка ќе расте. Низ медиумите и низ социјалните мрежи се објавуваат снимки и фотографии од разорнатите градови во Турција. Цели згради, стамбени згради имаат паднато. Има повредено и државјани од Балканот, и македонски државјани, и тоа се работи за деца кои што со својот наставник преку програмата Еразмус се нашле во погоденото подрачје во време на земјотресот. Според информациите, две од нив имаат повреди, но не се во животно загрижувачка состојба. Нема информации за други граѓани, иако има многу македонци кои што живеат во овие делови на Турција. Затоа се обидувавме да стапиме во контакт со нашите амбасади таму да видиме каква е состојбата. Единствените информации што ги имаме официјални се од македонското МНР. Подоцна ќе ги објавиме и телефоните, информациите каде можат граѓаните на Македонија да добијат информации за евентуално своите блиски или пак оние кои што се затекнати во овие подрачја да побараат помош од македонската амбасада во Турција. Во оваа емисија го вклучуваме во живо и господинот Михаил Гаревски, кој што е еден од нашите најголеми експерти за земјотресно инженерство. Се надевам дека можете да ме чуете. Не потресе оваа вест. Македонија не е имуна на вакви вести. Ние сме трусно, земјотресно подрачје го имавме и катастрофалниот земјотрес кај нас во Скопје. Се чини дека низ годините ова е еден од најсилните земјотреси во овој дел од светот, па повеќе години, освен оној во Италија, кој што беше пред негде околу 10 години. Каква е ситуацијата сега? Дали треба да очекуваме? Еве имавме еден силен и уште еден силен пред малку земјотрес од над 7 степени. Значи вака, ова е навистина еден од најсилните земјотреси што се случил во Турција, поточно. И од 1939 е случен само еден таков посилен со магнитуда 7,9 на северно-анатолискиот расет во градот Езенчар, и тогаш имало околу 17.000 жртви. Исто така, јас дори бев во мисија одма после катастрофалниот земјотрес во Измит 1999 година, кога имавме земјотрес на истиот северно-анатолиски расет, имавме земјотрес со магнитуда 7,4. Како што рековте и самите вие, според магнитудата и силината на ослободената енергија во жаристето, за жал може да се очекуваат дури и повеќе илјадници жртви да имам, повеќе од неколку илјади. Зашто размислувам дека е така? Тргнувајќи од тоа дека со магнитуда 7,4 во 99 година или 1999 имаше 17.000 жртви, а оваа магнитуда е многу посилна, може за жал да се каже дека и со сигурност од ден на ден ќе се зголемува бројот на жртвите и може би ќе надмине повеќе од 2-3 жртви, но предпоставувам дека не, за среќа предпоставувам дека некако за време на земјотресот од 1999, бидејќи по овој земјотрес Турција исклучително ги засили мерките за сеизмичко проектирање во Турција и сега проектите се многу поригорозни за разлика од 1999 и токму поради лошата и неконтролирана градба имаше и толку многу жртви. Дали треба да стравуваат од авторшокови и други силни земјотреси жителите на Турција? Може ли тоа еве сега да се види и предвид според тоа како дише тлото по Турција? Па значи, еве вака, значи знаеме и јас се пазам, но сепак давам многу пати смели изјави. Не може земјотресот никој да се предвиди, но еве јас ќе дам врз основа на искуство и некое знаење, ќе дам со сигурност
дека нема да се случи посилен земјотрес од главниот удар кој што беше ноќерска со магнитуда 7,8. Зашто? Сметам дека тој расет не може да генерира посилен земјотрес од овој 7,8, а веќе серија од прилike од стотина, да кажам, автершокови со магнитуди 6 и нешто, и рековте днес следа сега може би околу 7 магнитуда се случија, така да треба да се знае дека ова ќе биде практично, предвидувам со сигурност дека нема да има посилен земјотрес од овој, ќе има во наредните неколку месеци ќе има уште на стотина земјотреси, бидејќи за ваков силен земјотрес каде што и време трајањето на земјотресот секојаш повеќе од една минута, негде минута и повеќе од една минута, ќе има силни земјотреси, ќе се смирува тлото, но карактеристично е за автершоковите дека тие нема со текот на времето и магнитудата да им се, таа ќе се намалува магнитуда, но може повторно да има некоја повисока или никако поголема од овој главен удар кој што беше вчера, односно ноќеска, кој што се случи. Морам да ве прашам, Турција еве каде е? Тлото сега е подместено, вознемирено, колку е во ризик Македонија, нашата плоча, треба ли да бидеме внимателни да след... Нема воопшто ризик, сепак тоа се големи оддалечености и не може да се трансферира енергијата генерирана во раседот источно-анатолиски да се трансформира на нашите раседи, така да граѓаните во Македонија воопшто нема потреба да бидат вознемирени. Што во вакви ситуации, кога ќе се слушат вакви разорни земјотреси, чисто еве како совет, видовме дека цели стамбени згради се срушија, бегаат со автомобилите жителите на овие погодени подрачја, но каде да одат? Што во вакви случаи? Пазите, значи, повторно, ние во Македонија имаме едни од најсигурните градби во последните 10 години, иако ке гледајте мисля дека не се гради квалитетно, од најсигурните градби во Европа, бидејќи има ригорозни контроли. Мојот институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени врши контрола на објекти по-големи од 300 квадрати 3 пати. Прво го контролираме проектот, дали е добро изгледан, и тогаш инвеститорите добиваат градежна дозвола и ние од институтот уште 2 пати одиме на терен за време на 50% изградба на конструкцијата и кога ќе биде изградена 100%, за да видиме дали марката на бетон е таа како што била проектирана и дали се ставаат арматурата како што била предвидена во проектот. Тоа е првата работа, зашто не треба да се платат граѓаните, значи затоа што имаме во потребно време. Значи безбедни ни се зградите? Особено последните, ние се проектираат сеизмички отпорни градби одма после катастрофалниот од 63-та, донесени се прописи за сеизмичко проектирање 64-та, од тогаш до сега се проектираат, но сега е контролата од 2014-та со уведување на новиот член во Законот за градба исклучително засилена и градбите се да вистина сигурни. Тоа е првата работа. Второ, значи вакви магнитуди не можат да се случат. Не може, мислам дека нема ни да се случи во многу блиски днина ни посилен земјотрес, ни од петка, дури помал, тој беше 2016 година, а и ако се случи некој, да речеме, не дај Боже, како катастрофалниот земјотрес во Скопје, новите зградби многу лесно ќе ги издржат, може да има
штети на преградни зидови, може да има дури и рушење на преградни зидови. И затоа препорака е, и тоа е светска препорака, е да практично ние не бегаме за време на земјотрес, затоа што при бегањето, прво за време што е толку краток, не можеме да избегаме, дури можеме да се повредиме, бидејќи може при излагање од улазот да ни паднат некои делови од фасадата и да не оштетат. Препорака е да се засолниме под некоја цврста маса или биро, но треба да кажам, значи тоа нема да не заштити нас ако објектот се сруши, но се знае дека нема да се сруши, ќе не заштити од, да речеме, некои секундарни повреди, што би настанале како паѓање на некој орман, паѓање на телевизор, некој шкаф или слично. Ви благодарам многу што ги поделивте овие информации со нас. Јас ќе останам должна уште на нашите граѓани да им ги дадам информациите дека нашите дипломатски представници во Турција се на 24 часовно располагање, и тоа на телефонските броеви плюс 09 позивниот број за Турција, потоа 0539456970 за Анкара и плюс 905456749777 во Истанбул. Секако и СОС телефонот на МНР во Скопје 075273732. Екипите на А1 ќе следат што се случува и каква е ситуацијата во Турција и во Сирија. За сите информации бидете редовен гостин на нашиот вебсайт a1.mk.